Здраво на сите, у денешниот рекеп ќе анализираме 5 трейда што ги имаме направено заедно со студентите у последната од претходната недела, односно имавме 2 лайв сесии вторник и петок. У вторник имавме отворено 3 трейдови, 2 беа успешни, еден со загуба. Четврток имавме 2 трейдови, еден беше со загуба, еден беше успешен трейд. Ке направам сега анализа на сите и двата дена ги завршивме у зелена, ама сакам да видите дека дури на денови дека што сум профитабилен, секогаш може да се вратам назад и да најдам нешто што би можел да го направам подобро нареден пат и врз база на тоа да си го подобрам и проценто на победи, на добри трейдови и профит loss ratio, односно кога остварувам профит да правам поголеми профити отколку кога остварувам загуби или на денов кога остварувам загуби. Че првиот трейд што го отворив беше на AMD. Сега ќе ви покажам која беше ситуацијата. Прво, ќе мора да така да направам. За жал не можам плеерчето да го тргнам, така да ќе мораме на овај начин тука со него заедно да ги анализираме. Прво нешто, од најод десната страна секогаш ги имам спај кикли за да ми дават генерално движење на берзата. Имаме S&P 500, имаме Nasdaq. Значи, они ако се наоѓаат у добри ситуации, би за мене плюс за да можам да отварам добри трейдови. Ако се вратите назад, ако погледнете видеото од претходната недела, ќе видите дека заради тоа што не ги почитував нивните левели, остварив многу голема загуба у еден ден. Така да погледнете во претходното видео ако сте го пропуштили. Сега се вратиме на AMD. Што ми беше целта тука? AMD, прво на подготовката за неделата ви кажав на сите дека заради волатилноста и заради неизвестноста на целата берза, најверојатно ќе чекам pop and fade ситуации за тргување. Што значи тоа? Тоа значи дека на отварање на берзата може да имаме такви како лажни ситуации, зелени свеќи и после тоа да има fade, попе, нели да испале нагоре и после имаме fade. Значи тука AMD стигнува некаде до pre-market high, yesterday's high и после пробива надоле, паѓа дури под pre-market low. Гледате, pre-market low е на 203. Моја сетап е кога пробива pre-market low и yesterday's low да чекам break и retest, односно да го пробие, да ретестира за да отварам short позиција, односно put позиција. У спротивната насока ќе видите на наредните трейдови како би отварал за long, односно за нагоре. AMD првиот пат кога го проби да дени мал ретест, тука може да забележите дека има свеќа со фитилче, ово кендлстико, ама многу брзо се придвижи цената, не успеав да направам добар влез, не ќе да направам влез тука на средината на левелите, пошто нареден левел за земање профит ми беше тука под 200, малце под 201, точно дека што се има одбиено, гледа. И сега коментирав на лајво дека ќе чекам ситуација ако направи уште еден ретест на pre-market low, па на 203 како тука, и ако покаже слабост, како што гледате тука дека има пуш на цената надоле, иако ми покаже после тоа добар волумен, дека би отворил позиција. Сега, овие се малце преголеми свеки за break и retest, меѓутоа, сакав да искористам ситуацијата, SPY QQQ исто се наоѓа над pre-market low, така да кај нив исто имаше простор да ја симна цената надоле. Заради тоа одлучив да влезам тука, стоп лос да ми биде над, значи ако ми испуне свеќа над pre-market low, над 203-ката, кажав дека ќе излезам од трейдот со лос. Профит, таргет прв ми беше долниот бенд на VWAP, тука малце под 202, заради тоа што секогаш има шанса да се сврте трендот у нагорна линија, поготово после вакви големи две зелени свеќи и добар волумен, ама беше ми ситуација дека што сакав да искористам тоа што AMD го направи на open, а не успеав да го фатам. И сега, што се случува натаму на трейдот? Сега ќе ви покажам и тука на левата страна, може да го видите терминало. Гледате дека цената пробува тука да симне до VWAP, дека што ми беше take profit таргетот, меѓутоа испадна дека направи реклейм на 20 SMA. Значи не успеа да пропадне цената надоле, неуспешен брейк и ретест. Може тоа што може да направам подобро е да чекам уште една свеќе одбивање, тоа што ви го викам со да се намале волумено, па после да има, значи да има 1, 2,
може уште една ситуација за да ретестира, па после да отворам. И тоа како што ви кажав, пресмета ми беше ризико и ќе видите сега кога почнува да испунува. Само што затвори зелена свеќе и наредната почна да полне нагоре, односно не врти назад, изазов тука со загуба од $106, некој минус 30%, што е малце поголем. Стоп-лос од колку обично, што го имам обично, ми се движи некаде на 20%. За AMD трейдо, значи, стратегијата ми беше јасна, тоа што би било подобро во оваа ситуација, ако и прима и yesterday slow беше на овај левел, што не беше, ама, како што ви кажав, одлучив малце со поголем ризик да влезам тука и да искористам истата стратегија. Сега, нареден трейд, кој што го отворив, беше трейдот на Тесла и тука беше феноменална ситуација, сега ќе ви покажам. Погледнете кај Тесла што е ситуација. Прво, SPY и QQQ, погледнете колку испалија нагоре. Значи имавме тука целосно свртување на трендот. Тоа што се случуваше на почетокот и што чекав AMD на брейк и ретест за да оди цената надоле, AMD и целиот технолошки сектор и целата берза и SPY и QQQ успеаа да ги пробијат сите левели и да направат да ја скршат целата структура на даунтренд и да продолжат нагоре. Погледнете сега тука од лоуто колку се искачија по нагоре. Гледате веќе дека стигнува AMD. Тоа што се случи кај Тесла, AMD, Palantir, Robinhood, Nvidia, сите веќе го беа има фатено моментум заедно со целата берза, како што може да видите на десната страна. Единствено акција што лагираше од моите што беа на watch листа беше Тесла. Сега кај Тесла прво имаше реклейм на 366 левел. Гледате тука. Претходно дека има задржано, после има пропаднато, праве дабл ботом на 363 и тука сега праве реклейм на горната страна, можете да видите, на 366. Сега ќе ви покажам точно. Окей, вака. О која ситуација отворив на Тесла. Значи тука ми беше. Окей, имаме памп над левел, имаме затворена свеќе на 2 минути. Тука сега, ако пробат да ја спуштат цената надоле и да вратат назад, би искористил ситуацијата да отворам позиција тука со стоп-лос одма под 366 левел. Да кажав дека take profit target profit ќе ми биде горниот бенд на VWAP, ако имаме волумен, ќе чекам squeeze тука до high of day. Колку имаме, само ќе чекаме една јака свеќе и ќе излезем од позиција, отворив само еден контракт, заради тоа што веќе бев у минус, тоа беше првата работа, и втора работа, отварав контракти со 0 денови до истекување, заради тоа што петоко беше католички Великден и берзата беше неработна, така да ово беше екстремно ризично поглед на колку време до истекување има и заради тоа сакав да ризикувам мала позиција со мал стоп-лос дел. И сега ќе видите тука дека само што почнува, гледате дека враќа свеќата нагоре, значи пробува да падне точно во пипка левел 366 и веќе почнува да испунува зелена свеќа над претходната зелена. Обично чекам такви моменти и гледате колку брзо го отворив трейдот тука. Почнува да ми полне свеќа тука, гледате дека ми е стрелката на бај. На маркет ордер ми ставено, кликам, бам. Имам еден памп, точно до VWAP, ама држам само еден контракт и викам, окей, ќе почекам да видам што ќе се случи. Дали ќе добијам уште една свеќе, што ќе испуне нагоре. Тука пробиваме VWAP веќе 35% контракто у плюс. Сега веќе кога пробива VWAP, обично следува сквиз на тоа. Тука отвара нова црвена свеќе, меѓутоа имаме над VWAP. И сега истото како претходно, ако го пипне и продолжи нагоре, значи ако се покажат купувачи, ќе имаме уште еден памп. Најчесто во вакви ситуации имаме уште еден памп. Чекам да видам што ќе се случи.
веќе сум 37% у плюс. Ако имав повеќе од еден контракт, веќе ќе земев тука профит и наредниот ќе очекав да го направам ова. Еве го пампо. 49%, 51%, 51,1% и лок правам на профито. Бум, скоро 1:2 profit to loss ratio, значи на win trade имам $179, на losing trade имам минус $106 и го завршив денот со плюс $73. Што можев да тука дали можев нешто да направам подобро? Многу често ми се случувало кога не земам на VWAP профит да ми ја симне цената скрос надолу и да останам на нула, барем на нула, ама ќе го завршев дено у црвено. Така да најчест случај не би се лакомил да, ако имам само еден контракт, да преземам таков ризик да видам дали би ми пробило VWAP или не. Обично ќе земам тука профит, па со наредниот контракт ќе чекам да пробие VWAP. На тај начин ќе си го осигурам профито и заради тоа реков и на Рило што го објавив дека ово беше екстремно риски затоа што имам само еден контракт, иако заврши со многу добар профит, 51% е страшен профит. Меѓутоа можеше да отиде у обратна насока и да ме ликвидираше примерно break even или да заврши со плюс 10-20% место плюс 37, дека што ми беше први профит таргет. Така да тоа е нешто што можам да го применам нареден пат да биде подобро. Се одеме на трейдовите од вторнико. Тука беа доста интересни. Имам тука отворено 2 трейда на Amazon и еден трейд на Nvidia. Order filled, гледате дека отварам Amazon. Прво, исто, многу важно, почнуваме од basics. Сега ќе ви зумирам овака. Океј. Да ги погледнете прво SPY QQQ што се случува во филмот. Погледнете дека SPY QQQ страпливо чекаме тука што ќе се случи со SPY QQQ на Open. Значи тука имаме pre-market high, тука имаме pre-market high. Веќе SPY пробива и pre-market high, yesterday's high. А QQQ пробива pre-market high, yesterday's high е уште над него. Што се случува? Тоа ми покажува, ми дава знак дека берзата има фатено добар моментум за отварање на лонг позиции. Сега да погледнеме дека се наоѓа Amazon у целата оваа ситуација, зашто сум одлучил да отварам позиција на него. Amazon има pre-market high на 205,4 тука нека. Значи прво имаме памп. Ово ме нервира тука. Значи имаме тука борба на почетокот, може да видите. Значи гледајте тука овие првите свеки што ми ги закрива плеер. Имате борба до pre-market high. Имате една свеќа, втора свеќа, трета свеќа и веќе после тоа четвртата пробива pre-market high. И тука оде нагоре и тука коментирам на лајво дека ќе бидам страплив и ќе чекам. И Nvidia е многу слична ситуација. Дека Nvidia и Amazon мисле на главни на watch листата, заради тоа што ќе чекам да дојдат доле на ретест. Ретестот е на pre-market high. Да видиме дали pre-market high, што претходно го има одбивано како резистенс, дали сега го префрлу сапорт. Прво нешто, значи се спуштам, имаме две црвени свеќи поред. Наредна скоро го пипка тука pre-market high. Така ли? Гледате дека имаме ваква свеќа и затвара. Имаме два волумена намалени од успоредба со претходниот и сега ја чекам третата свеќа да видам дали ќе ми покаже волумен за нагоре, односно дали ќе надмине фитило на последната. Гледате, тука дали. Само што ми покажува дека јачина, исто како на претходниот трейд што ви покажав, одма инстантно, значи кликам buy, спремно ми е, market order, беа ми спремни 5 контракти, па да ми бидат тука негде со вкупна вредност околу $500, вкупната вредност 534 тука. И го почнувам трейд. Нареден прв профит таргет, гледате дека ми тука. Значи high of day. Претходната највисока цена што има достигната за ден. И тука некаде на 15% ќе продадам, можете да видите од 5 контракти.
ќе видите дека намалувам на 3, значи тука продавам 2. Што е работата што може подобро да ја направам, заради тоа што видов дека имаше многу голема свеќа, зелена, како што може да видите тука, малку излезов од мојата стратегија. Обично тука би продадел 3 од 5 контракти, а не 2 од 5. Така да викам, окей, тука ќе има јако пукање нагоре, така да ќе ги чувам другите. Можев да си го осигурам профитот, да си продадам 3 и да ми останат уште 2 и многу по на друг начин ќе ги третирав. Немаше со пасо толку лакомост да се однасам како што ви спомнав и претходно. Значи, главната поента, ако претходната недела ми беше спајајќи ќе да почитам, сега дефинитивно ќе ми биде повеќе да не бидам толку лаком кога ми реализират веќе профит. Значи, профит од 15% е добар профит, а не мора да целеме на 50-60%. И сега, наредните 2 што ми остануват, гледате што се случува. Они пумпат веќе сега, гледате какви зелени свеќи има. Веќе одат 26%. Ама, продавам само уште еден контракт, гледате, од 3 се намали на 2, значи веќе до сега имам продадено с 3 контракти. У нормална ситуација би продадел 4 до тука и еден би оставил да ми биде ранер. Значи 26% е веќе многу висок профит и у никој случај тука не треба да се лакомам, иако наредниот левел е 207,5 и после до крајот на денот успеа да го достигне. Ама QQQ SPY си пука нагоре, гледате, ама QQQ е на high, yesterday's high. И исто тоа не е за занемарување, левел за занемарување. И гледајте сега дека тука ќе почне да покажува слабост. Тука ќе почнат одбивањата кај QQQ. Еве ги. Гледате? Fake out имаме, failed breakout, значи пробува да пробие и се враќа назад цената. Успешно пробива. Одма после тоа спаѓа надоле. И гледајте сега кога спаѓа QQQ, SPY у исто време паѓа надоле, погледнете што се случува со контракт. Јас сум принуден тука да излезам. Значи имам останато 2. Имам 2 контракти. Од плюс 27%, 29%, значи тука имам плюс 30% и не го взимам профитот со 2 контракти. Можев уште еден да продадам. Ке имав вместо 50 осигуран профит, ке имав $80 осигуран профит и последниот ќе оставав да биде ранер. И наместо 2 ранери, што е 40% од отворената позиција, ќе има само еден ранер, што е 20% од отворената позиција. Иако направив добра работа на крај, стоп лос ми беше на break-even, значи може да сум изгубил $2 тие што се отиделе у провизија. Гледате, 48, кога ги затварам контрактите сега ќе биде 46. Гледате, доаѓа тука, бам. Тука ги продавам. $4, тоа што провизијата за продажба на контрактите. Така да, тука, тоа е дефинитивно тоа што можев да го направам подобро. Сега одеме нареден трейд. Нареден трейд е Nvidia. Веќе имате Reels снимано за Nvidia и треба да знаете што точно тука имаше bear trap. Коментирам го ово на лајво и викам, тука може да се врате нагоре и у моментот кога ќе ми покажува јачина, ја ќе отворам. Гледате горе дека ми е спремно. Имам quantity 2, значи 2 контракти по market order и сум спремен да кликнам buy. Погледнете се, имаме враќање на цената, само што почнува тука зелената свекичка, гледате, еве го тука. Кликаме Nvidia buy, гледате? И тука трейдот беше апсолутно перфектен. Сега, заради тоа што бев лаком на Amazon, тука не ќе да бидам лаком. И супер си ја завршив работата. Значи, на левело, high of day ми беше 170, продадов еден контракт, осигурам профит, гледате $30, тука некои 15%. Наредниот викам, сега чекам уште еден памп, ако имаме, над тоа. Еве го. Уште еден памп. Дури не ја ни чекам да ми ја затвори целата зелена свеќа. Гледајте. Пошто сум изгорен што ми ги зема профитите, ама сум. Еве, плюс 25%, гледате? Плюс 24,8. Покажува ми јачина свеќата тука. Еве, продавам, бам. Profit secured. И тука почнува и третиот трейд паралелно. Amazon ретестира втор пат при market high.
Гледајте. Со тоа што отвара малце погоре од колку што би сакал да отвара. Гледате веќе, тука риск реворд колку е проблематичен би речел. Затоа што имаме pre-market high, што е одлично, ама имаме high of day, што ни дава однос тука, ако отвориме на средина како тука, имаме 1:1 risk to reward. Односно, да земеме профит пример би било 20%, да изгубиме трейд би било 20%, а секогаш сакаме да биде асиметричен. Така ли? Тоа е разликата у трейдот што беше на пример со Nvidia. На Nvidia беше многу едноставен, ако ја помине оваа свеќа и да затворе тука, би затворил, а high of day ми беше профит таргетот. Може да видите тука дека е 1:3 у најмала рака. Тоа е разликата што неа баш приметив у тај моментот и ми беше окей. Еднашка успеа овај трейд, нареден пат најверојатно пак и успее ако се водам до стратегијата. Ама гледајте тука. SPY е у ситуација што ретестира исто pre-market high, high of day, ама QQQ е малце shaky над yesterday's high и не е над pre-market high. Гледате, имаме тука discrepancy имаме тука. Тука имаме многу се раздалеко двата левели. И гледајте тоа како ќе се одвива. Имаме памп тука, ама еве, ова се веќе добри ретести на SPY на QQQ. Амазон исто, окей. И се што ни треба тука е една свеќа добра да ни излезе од зоната што не успеваме да ја добиеме. Тука дори им го цртам. Ризико кој ми е, профит кој би можел да го остварам у целата работа, тоа што не ми го даде првиот трейд. Ама, за жал, случуваат се и е добра пракса да видиме дека се случуваат и вакви ситуации дека што не ни успее трейдот. Така да ја го затварам тука у моментот, дури многу рано, кога ми затвара цела црвена свеќе под овие свеќички. Не ни чекам до крај да ми падне подово, заради тоа што веќе профитот од првиот Амазон трейд, уствари овај лос ми го надминува профит од првиот трейд. Отидов у минус $26, а бев плюс 44, така некако. Значи, важно ми беше, и тоа го зборев, дека нема шанси да дозволам зелен ден, кога сум бил у профит, да ми отиде на нула или да ми отиде у минус, пошто тоа многу психолошки лошо би ми влијало. Така да, завршувам го овај ден со плюс $47 профит, супер, и после имам уште еден ден со плюс 80, што беше четвртокот, така да зелена недела и доста имаше што да се научи од сите овие трейди. Така да надевам се дека ово ви помага. Оставете доле у коментар кои делови не ви се јасни за на наредниот трейдинг рекеп да обрнам повеќе внимание на тоа и да ви ги објаснам работите. Чао, се гледам.